Првенствено да кажам дека пренесувате топлина, пренесувате една магија која не доближува до вас, да не се плашиме, да имаме да го кажеме она кое што длабоко во нас го чувавме како темпирана бомба, кој што бевме исплашени да кажеме што мислиме, кои сме, што градиме во иднина. Благодарам на вашето внимание, што се обраќате како човек кон човек, што не гледате како луѓе достојни на вас. Почитуван премиере Зоран Заев, премногу сум возбудена што вечерва стојам пред вас, прибидејќи многу пати чекорејќи во мојот живот, во моите години, никогаш немав чест да застанам до премиерите, до председателите, до вас, почитуван. Добро вечер, наш председател Стево Пендаровски. Се извинувам за примопредавањето. Дали ќе му дозволите на Хорхе да си го земи фикус? Бидејќи е донесен закон за денационализација од 1997 година, а од 2000 година официјално почнаа предметите да се работат и траат се до денес 19 години. 2 предмети од денационализација ги имам и никако да ги реши Министерството за финансии и управните судови. Се обраќам од дното на душата, како вие, што сте блиски до секој народ, и овај народ секогаш, почнувајќи од министри, директори на институции, градоначалници, секогаш пред нив да стои граѓанинот и Република Македонија, а интересот во последен ред. Кога вие тоа знаете да го пренесите надалеку, секој треба да го памти лошиот 27 април, кога оваа душа крвареше за нашата Македонија и неговата мајка, жена, чеда го чекаа дома да се врати. Таа слика никогаш не треба да се заборави. Особена чест ми е што вечерва седам до најхрабрите. Нашиот премиер Зоран Заев и едниот председател Стево Пендаровски. Тоа се луѓето, лидерите кои водат државата напред кон развој и напредок, кои работат Република Северна Македонија да стане членка на НАТО и Европската Унија, каде впрочем и припаѓа. Гор сум што сум граѓанин на оваа денешна Република Северна Македонија, држава која тргнува по вистински пат, држава која ги отвора вратите за помош и поддршка на сите граѓани, на сите спортисти, од сите видови спортови, која работи на промоција на развој на спортот. Всушност, и јас и нашиот клуб за екстремни спортови Sky Riders веќе го чувствуваме напредокот, придобивките од интеграциите и промените. Морам да кажам дека ми е драго што се случуваат конечно позитивни промени во државата, дека државата конечно ни оди напред, а институциите водат силна битка против корупцијата и криминалот, што ги подкопаат темелите на правосудството. Човековите права и слободи се почитуваат и напредуваат, а секој граѓанин е еднаков пред законот. Конечно, се враќа довербата во институциите, Република Северна Македонија станува држава која што сигурно чекори кон патот на Европската Унија, каде што без поговор владее правото и примената на законот.